Режија, спремни сме? Може? Почитувани штрумфови, вонредни вести. Што се дешава на естрадата кај нас? Вонредни попладневни вести на каналот на Томски. Прва вест, Бојан Сплеши, Зеге, Старфейс, песна пред 5 сати се рока. Прв новитет на естрадата кај нас. Втор новитет кај нас на естрадата. Шпрехензи дој челендж пар 2, ама на турски, со Ефенди Томски, односно со мене. Кај мандар на каналот. Вчера јас извади видео, да. Добро. Кога сме кај музиката, трет новитет на оваа естрада е мртвата трка помеѓу Плеши Зегец, дечкото од урбаната продукција Таско. Со новиот хит Bad Boy. 4 сати 7700 views или real time 250.000. За 4 сати, да, сигурно има real time 250.000. Бојан Сплеши Зеге 1600 views за 5 сати. Шпрехензи Дојч челенџот кај Мандар 1100 views за 28 минути. Значи тоа е тука компарацијата измеѓу јутјуберството и музиката, моментално кај нас. Неколку сати се мислев дали во вестиве да убацам и моја приватна драма. Бидејќи се крена прашина од нормално како се крева прашината, како се крева ниски човечиња кои трчаат по земјен пат, дека не е асфалтиран кај нив патот, кои трчаат по земјен пат се крева прашина, па се крена некоја прашина, зашто да не ја убацам во вестиве да го кажам и мојот став и моето мислење за целата причина. Јас објавив пред неколку часа стори на мојот Инстаграм профил, ќе го видите овдека. Објавив стори и на сторито вика како што може да видите многу брзо движите, ама у риквер. Сега тоа е опширна тема за кој многу брзо движи у риквер. Чиста коинциденција што во песнава на Младичов од ваму поземјениот пат има брзо движам нешто, не знам како ми го кажа, тоа ми го споредија. Дечкиве, значи кога те јаде мувата, ти си се јавуваш, си креваш два прста, оп, ја бркаш нели мувата, така? За мене, фала, ти се местиш на местото кај што не е. Не разбирам зашто си ги пикате газовите, значи остаеш идете риквер, си ги пикате газовите кај што не ви е место. Ебан искача секако, дали вака или така, ебан 100%, значи кога идеш ему рикверц, со газот вака назад ако идеш, нормално е да си ебан, нормално. Не може да искочиш неебан од таа ситуација. Сега, како што видов после тоа, значи малите човечиња кои трчаат по земјен пат креваат прашина, дека нормално ниско е и многу фаќа, многу трљање има од земјата тука, малото човече, нели? Почнаа да искачаат некои сториња на некои профили што не ги следам, но благодарение на вас, се стига кај мене. И вика, брату, што е ова? За тебе ли се однесува? Да, иначе јас тоа бркањето на мувата си го објавив одма на стори. Еве го и тоа стори, шлак. И почнаа да искачаат други сториња. Да ги искоментираме тие. Првото стори е коментирајте трендинг за да влеземе во трендинг. Добро, за 3 сати 5600 views и 1000 лајкови. После има второ стори од самиот изведувач на песната, ова беше дали постар или помлад, нема врска кога не би влагали у кадаров овдека, вака до овдека негде би... добро. Ваш, седи тука. Коментирајте трендинг за да идеме погоре. Како да коментираме трендинг за да идеме погоре? Не ми е јасно сториво и коментаров. Коментирајте трендинг за да идеме погоре. 24 на трендинг за музика. Тоа од канал кој друг му го има направен и го има изграден. Овие 125.000 сабскрајбери, ја мислам дека е логично и вие сами знаете од кај се тие сабскрајбери. Прво викаш, коментирајте трендинг за да идеме погоре, објавуваш песна на канал што ти го изгради од друг човек и заради тој човек ти имаш денес све што имаш, од кога тој човек не ти помага за песните, еве ти се исти. Најпаметно би било дека да пише коментирајте индици за да имам утре 20.000 views, да тагираат индици, некој views од Индија нешто ли, шо за 24 часа да има 20.000 views. Најверојатно тоа е, се збунил, те молам, поправи го. Поправи го, те молам. Друго стори што беше објавено, само да видам, дечко двобонете мочат, не беше тоа.
Чекај. Аха, еве го, направил скриншот дечкото. Најголемиот мој фан направил скриншот на моето стори, што не ме ни следи ни бутур, ги гледа сторињата, реплајнува, си мафта на мувата нормално, дебелко и срценце. Фала ти срцко, знам дека сум симпатичен, дебелко, да било дебелко то, ќе сум свател дека е за мене или за шо, не знам, еве нека се изјасни доле, сигурен сум дека ги гледа и сите видеа. Како притаен фан, 70% од коментарите хејт што се пишани у видеата доле се негови фейк профили, исто кои позитивните коментари кај постар, помал, не знам каков и да е брат, пак е понизок, не влага у кадар. 90% од позитивните коментари кај него на спотовите се од негови профили. Да, мора подршка. Брат за брат, коментар за коментари. Да. Струмфови, ова е накратко, мене не ме додирна, тоест и да ме додирне, кај ќе ме додирне за колено? Дека до коленово е стварно, како може да ме додирне тоа? Ама видов се крена некоја прашина и сака вака да направам една мала споредба на денешниве видеа што имаат искочено на македонската естрада, YouTube и музичка естрада. Сакав да направам една споредба, па сега вие сами видете си и оценете си, да не давам ја оценки, битно видовте како стојат бројките на нашата естрада. Ако сакате повеќе да навлеземе во темава, зашто ова точно се случува и како е дојдено до ова, ставите лайк, ставите шер, пишете долу у коментар, сакаме повеќе да слушнеме за темава, каква е оваа врска на притајни фанови, како е дојдено до ваква комуникација со притајните фанови. Не сакам да правам драми штрумфови, ама морав да го снимам ова видео. Не за друго, не дека немам што да кажам и како да се изразам. Имам побитни работи, ме чекаат петорка, дотата играм без штрумфови. Сите да се уклучите кај мене на Дискорд, долу имате линк у дескрипција, се гледаме у наредно видео штрумф. Лайк, шер, сабскрайб, И да, нека не се замислува секоја будала што фатила камера у рука дека знае да снима. Поздрав.